Немам сомнеш во моментов во никого. Јас сум човек што ниту имал закани, ниту имал проблеми, расправи со некого и самиот факт дека колата сум ја оставил буквално на улица пред двор, ниту сум помислил, ниту сум мислел дека е можно вакво нешто, иако пред 4 години сличен атак имав, напад. Ова е веќе втор пат што се случува. Нема никој ниту да ме поколеба, ниту да ме уплаши во она што сум го зацртал како идеологија, во она што сум го зацртал како пратеник и за чекорите, постапките по кои постапувам и работам и по кои во иднина ќе постапувам. Доколку некој мисли дека може да ме заплаши, да постигне некои цели, во моментов гледате се зборува за отварање на устав, кажав јасно и гласно и тогаш и по цена на мојот живот нема да го сменувам мојот став, сега уште помалце, така да ова е еден гнасен чин, ќе го окарактеризирам, да уште еднаш ќе повикам Министерството за внатрешни работи, министерот Оливер Спасовски, па и премиерот Димитар Ковачевски да видат како се постапува во Прилеп. Очигледно е дека се работи за некоја спрега на криминал и политика и очигледно е дека јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, моите ставови, моите активности му пречат. Барам институциите да постапат, доколку во најбрз можен рок, уште во текот на денов, не добијам известување што, како е направено, не се откријат сторителите на овај гнасен чин, ќе сметам дека ова е уште една игра од, политички мотивиран.